Гоце Делчев. Дека историјата на Балканот секогаш се повторува, ние бевме сведоци и пред една година, кога за време на црковниот раскол во Македонија, Српската црква го прогласи Јован за свој српски екзарх во Македонија, а неговата творба за екзархија, настојувајќи преку неговото дејствување да елиминира македонската црква. Меѓутоа, во денешни услови, за разлика од пред 150 години, таквите екзархиски експерименти не минуваат во нашата држава. Веројатно како резултат на тоа многу силно влијание на екзархијата на овие македонски простори, во Македонија таа 1870 година и подоцна се јавува едно движење за унијатство во Македонија, за можеби преминување во делот на католичката вера, меѓутоа како една основа за решавање конечно тоа македонско национално Видите, прашање. има многу недоразбирање со унијатството. Унијатството се јавува 1858 односно 9 година во Кукуш и се создава така наречената Кукушка унија. Тоа се бореше за народен јазик во училиштата и црковнословенски во црквите. Рим вети дека ќе им почитува обичаи и јазик по училиштата, не латинскиот, туку старословенскиот. И тоа траеше долго. И Гоце Делчев и други беа таму унијати во тоа време. Кукуш беше унијатски град. Меѓутоа се јави и втората унија, 73-та, 74-та, кога уште поголем бран ја записна првин 6 епархии во Македонија, а после и цела Македонија. Истакнати луѓе, начело со Поп Георгиев, беа унијати. Поп Георгиев и востанието кресенско го готвеше во рамките на тоа движење. 91 година Скопскиот митрополит Теодосија направи трета унија со Рим. За жал, екзархијата ги потплати турските власти, го собраа него и го однесоа Сургун. Така што унијатското движење не е неславна страница од нашата историја. Тоа беше всушност национално ослободително движење, иако имаше црковно-религиозна форма. Втората